Под едно видео за смуди добив доста интересни коментари. Што останува со блендирање од хранливите состојки од зеленчукот и овошјето, ќе се уништат растителните влакна до максимум. Интересно е што блендирањето не ги уништува витамините, а влакната исто и тие се тука, само се ситно исечени и дури така се и полесни за дигестија. Покрај тоа некои витамини и антиоксиданти се подостапни за организмот кога храната е насечкана, сварена или изблендирана. Искрено не знам дали ова смути го препорачувате за поедок или ужина, но според мене овој оброк би имал исти ефект како да се изеде еден сникерс бар. Да се разбереме, блендираната храна воопшто не може да се поистовети со чоколадо со шеќер и индустријски масти. Например, ако додадете ореви, имате здрави масти што ја забавуваат дигестијата и го балансираат шеќерот во крвта, или ако додадете зеленчук и овоше, имате еден куп витамини и минерали кои ни оддалеку не се присутни во едно чоколада. Се прашувам само како порано луѓето се хранеле здраво кога немало блендери, кога овесот бил користен само како храна за коњите и кога не постоеле путерите од кикирики, бадеми и лешник и млекото од баден и овес се разбира. Да, порано немало блендери, ама имало и поинаков начин на живот и поинаков начин на снабдување храна. Денес имаме нови алатки, блендери например, или путери од кикирики, растителни млека и тоа не мора да значи дека се нешто лошо. Клучот не е дали е нешто модерно, туку дали одредена алатка паметно искористена. И да, овесот навистина бил храна за животните, ама дали знаете дека до пред само 1000 години и цвеклото било храна само за домашните животни, а денес го сметаме за едно од најздравите намирници за човекот. Смудијата воопшто не се магија, меѓутоа може да бидат супер оброк ако се добро составени. Што мислите, дали блендери, смути, путери од јатки се корисни додатоци или се само резултат на модерното време?